34 обвинети седнуваат на обвинителна клупа за трагичниот пожар во Кочани, во кој што загинаа 62 млади луѓе, а на 200 беа повредени. Скопскиот кривичен суд во целост го прифати обвинението и за 3 фирми со едно кривично дело, тешки дела против општата сигурност. Со оглед дека станува збор за обвинителен акт во кој што има 37 обвинети лица, кои што имаат 33 бранители, беше исклучително тешко да се достави обвинителниот акт до сите нив, особено од причина што на голем дел од нив мерките притвор им беа заменети. Во моментот на достава председателот на Советот за оцена имаше пречки, за да може да утврди кој обвинет каква мерка има и каде се наоѓа, за да може да се изврши доставата. Од кривичниот суд вела дека биле ангажирани сите расположливи ресурси за навремено и законито постапување, за да не се создадат непотребни пропусти кои би ја компромитирале постапката. Но и покрај сето тоа, судот во целост ја имаше предвид сензибилноста на постапката, јавниот интерес и пред се чувствителноста на над 250 оштетени лица и семејства на починатите во пожарот. Токму поради тоа се обиде на најефикасен начин да ги исполни сите законски обврски и да го оцени актот во предвидениот законски рок. Предметот ќе го води судиката Дијана Груевска-Илиевска, позната во јавноста од кога го водеше предметот подкуп за екс-премиерот Зоран Заев, а и ја донесе пресудата за несреќата со Турмотурс, во која 16 патници го загубија животот. Неколку судии беа изземени од оценката на обвинението и постапувањето по овој предмет, бидејќи нивни блиски се бранители на обвинетите или пак се во роднинска врска со жртвите и затоа беа исклучени од автоматската распределба во АКМИ системот. Судот треба да се произнесе и за обвинението за реалниот собственик на Агенцијата за обезбедување на дискотеката Пулс, кој е во фаза на оценување. Дополнително, обвинителството за гонење организиран криминал и корупција води истрага за над 20 на полициски службеници и функционери. На 16 март годинава во Кочанската дискотека, за време на настапот на бендот ДНК, во пожар загинаа 62 млади луѓе. Најмладиот имаше 16 години. Според истрагата, пожарот настанал од палењето на пиротехниката. Дискотеката била претесна за бројната публика, а функционирала само главната врата, додека останатите биле затворени. Обвинението опфати и верижна одговорност на функционери од локалната па се до извршната власт. Според обвинителството, предистрага се води и за други институции и осомничени.